Во Битола се случуваше нешто интересно викендов. Велат тие ја отворија мотосезоната 2024 и верувам дека нели убавото време ги мотивира многумина да излезат надвор, особено оние кои што се љубители на две тркала, ама овој пат и две тркала и мотор, не само две тркала. Така што ова станува збор за Мото асоциација на Македонија. И битолчани велат има ретка можност на плоштадот Магнолија да ги видат најдобрите брендови и уникатните примероци на мотори, на моторџиите од домашните и интернационалните клубови, слободни возачи и секако љубители на мотокултурата. Навистина вистинско доживување за оние кои што беа нели во Битола викендов, а оние кои што го пропуштија сето ова ние преку слика и видео ви го нудиме во продолжение благодарение на нашата дописничка Емилија Мисерлиевски. Мотосезоната 2024 започна. Официјалниот почеток го прогласи Мото асоциацијата на Македонија од плоштадот Магнолија во Битола. Битолчани имаа ретка можност да го почувствуваат адреналинот на над 500 моторџии од 11 клубови од целата земја, членки на асоциацијата. Потоа интернационални клубови, слободни возачи и љубители на мотокултурата. Мотоасоциацијата со овој настан всушност отпочнува една ера на промовирање на мотокултурата и подигнување на едно повисоко ниво. Тоа значи најпрво пред се преку здружувањето, настапувањето заеднички, еве гледате во колку голем број сме и се помасовни и помасовни ќе бидеме. Пред се промоција на мотокултурата во Македонија, безбедноста во сообраќајот како еден од најглавните работи за нас, бидејќи сите ние сме директни учесници во сообраќајот, волонтерски акции, крводарителски акции, друг тип на акции кои што ќе може да ги организираме. Возбудата, пријателството и љубовта кон моторите е она што ги поврзува сите моторџии. Супер, ние се дружиме, се почитуваме и вака кога сме собрани сите заедно сплотени, мислам дека ни дава уште толку сила да останеме заедно. Моторџија е нешто најубаво што за мене. Од многу мали ноци сум на мотор. Љубов едноставно се случува тоа. Го засакуваш тоа, после преку моторџистото имаш голем круг на пријатели, што е за мене најважно, дружењето и забавата и што друго повеќе да се каже. Наједноставно е дружба, љубов кон пријателите и моторџиството, тоа е тоа. Кога бев 13 години, почнав со помало моторче и сега имам 6-3 и цело време со мотори. Девојките моторџивки велат дека често се соочуваат со предрасуди, но среќни се што се е поголем бројот на жени кои седат на возачкото наместо на совозачкото место на моторот. Искрено од мала, израсната сум покрај мотори, фамилија сме сите мотори заедно што возиме, така да во крвта, тоа е тоа. Порака до сите што се љубители, сето оно што го влечи, што сакаат да го прават од душа, слободно, да има никакви стереотипи. На кој што го гледаме, значи се зголемува бројот на женски членови, што многу ме радува, што се разбива оној стереотип дека моторот е само за машко, нели? Всушност моторот е за секој еден што сака да си приушти адреналинче, односно да сака да си ужива во слобода, да не малце се отскокнува од правилата, нели, кај нас. Или уште сме си ние она нашиот менталитет, женско треба ова да прави, женско треба она да прави, нели? Ама искрено мене ме радува што женски сваќаат дека не треба да бидат само позади сувозачи, дека може да бидат и они возачи. На Магнолија во Битола дојдоа и моторџии од Европа и Америка, кои велат, моторот е слобода, но носи обврски пред се од безбедносен аспект и налага посебна култура на однесување. Со еден збор ќе опишам слобода. Не постои друго чувство како тоа. Секогаш си заштитен во автомобил, во поголемиот дел од времето, но на мотор чувствуваш се, сите елементи околу тебе и не постои друго чувство како тоа. Токму тоа ми значи мене. Патем сакам да кажам нешто, само да ве подсетам. На 19 мај во Скопје со Вепар клубот ја почнуваме нашата годишна бавна трка. За да ги научиме младите дека не треба да возиме како луди, туку да возиме безбедно. Ова сакаме да го направиме на начин на кој ќе биде и забавно, но и сериозно, за да им покажеме колку некогаш моторот може да биде опасен. Затоа што автомобилите не очекуваат колку брзи можат да бидат моторите, па тоа сакаме да го покажеме.
На мотонастанот во Битола, кој го означи почетокот на новата мотосезона, можеа да се видат голем број светски брендови на мотори, а дел од нив и уникатни примероци кои заслужуваат внимание.